Двојно поголем раст на нето платата за време на владата на ВМРО ДПМН отколку за 7 години власт на СРСМ. Опозицијата да престане да спинува и лаже за порастот на платите во Македонија. Премиерот реагира на обвинувањата на СРСМ дека владата води лоша економска политика и дека примањата на работниците не растат. Мицкоски вели дека бројките ги побиваат тврдењата на опозицијата. Реалната нето плата за време на 7 години владење на СРСМ и ДУИ пораснала за 3,5%, додека во последната година, кога ВМРО ДПМН е на власт, имало зголемување од 6,5%. Математички, но и било како гледано, 6,5% речиси двојно повеќе од 3,5%. Селективниот пристап и ваквиот тип на политика на СДСМ донесе резултати во Македонија какви што бевме сведоци изминатите 7 години, катастрофални, уништувачки би рекол, но на кое што е поважно, на кое што е мој совет до СДСМ и до луѓето кои што се таму во раководство е дека тие со ваквиот селективен пристап ја уништија и сопствената партија. Мојот совет е да конечно бидат конструктивна опозиција. Од овој август поголеми плати за 20% ќе добијат и вработените во јавните установи за социјална заштита. За Мицкоски ова представува историски чекор напред. Новиот колективен договор со кој меѓу другото се зголемуваат примањата на оваа категорија работници беше потпишан на почетокот на август од страна на Министерството за социјална политика, демографија и млади од една страна и синдикатите УПОС и СОНК од друга. Но не е само зголемувањето на платите кој што треба да биде 20%, туку станува збори за услови кои што ќе го подобрат амбиентот на работа на вработените во тие установи и ќе значат дополнителна енергија во рамките на социјалната политика во Македонија како држава. Во меѓувреме се уште траат калкулациите околу евентуалното покачување на минималната плата, која секогаш врши притисок врз големување и на другите плати во државата. Владата рече дека ќе поддржи договор меѓу синдикатите и работодавачите. Синдикатите бараат минималец од 500 евра, бидејќи и покрај тоа што просечната плата достигна 45.468 денари во јуни, дури 73% од работниците имаат примања под овој износ. Работодавачите пак велат дека се против зголемување на минималецот од ракав. Сметаат дека бизнисот го чекаат тешки денови, па играњето со бројки што финансиски ги оптоварува било несериозно.